Добар ден на сите, драго ми е што ве гледам со некои што сте дописници од Тетово, одамна не сум се видела. Денеска сме во Тетово еден ден по потпишување на протоколот за пристапување на нашата земја во НАТО. И оваа убава вест која што ја обедини државата и ги обедини граѓаните, се разбира дека ја дискутираме како главна тема и денес во Тетово. Меѓутоа, не се доволни големите работи, потребни ни се и секојдневни мали успеси, кои што ќе го подобрат животот и ќе ја подобрат армијата. Денеска сум во една од касарните на армијата на Република Македонија, исто така да им честитам на сите припадници на армијата за високите пофалби, кои што вчера не случајно ги даде генералниот секретар на НАТО алијансата. Господинот Столтенберг спомена дека нашата армија е една од големите аргументи за нашето членство во НАТО и дека учеството на припадниците на армијата во досегашните операции и мисии на НАТО покажа дека Македонија го заслужува своето место во алијансата. Она што како влада го повторувавме последниве 2 години, го покажуваме и на дело. А тоа е дека таа служба кон татковината треба да се возврати со повеќе грижа. Затоа 2 години поред ги покачуваме платите на припадниците на армијата, затоа го решивме проблемот со чизмите и униформите, меѓутоа денеска сме тука да кажеме и дека не запираме. Ова ќе биде година која што ќе ја посветиме на почеток на модернизација во различни делови на армијата. Но нашата армија има најголема богатство во своите луѓе. И припадниците, војници, подофицери, офицери во армијата заслужуваат и поголеми инвестиции. Како резултат на иницијативата на новото раководство на Генералштабот, поголем акцент оваа година ќе ставиме на физичките подготовки и физичката способност на припадниците на АРМ. И денеска затоа сме тука токму во моментот додека ги изведуваат физичките вежби. Сакам да ви информирам дека минатата недела донесовме правилник со кој што армијата превзема обврска да за да ја поттикне поголемата физичка подготвеност на припадниците на армијата, практично да обезбеди спортска опрема која досега не е обезбедувана за припадниците и тоа во рок од следни 3 години. Оваа година ќе започнеме со 1/3 од таа спортска опрема и таа ќе ги опфати буквално сите припадници на армијата. Сметаме дека овој правилник ќе покаже колку е важна физичката подготвеност и овој правилник ќе покаже дека и државата е подготвена да вложува во таа физичка подготвеност. Затоа годинава околу 12 милиони, повеќе од 12 милиони денари ќе ги насочиме кон спортска опрема за припадниците и справи кои што во одредени касарни, во одредени гарнизони ќе помогнат во изведување на физичките вежби. Нашата војска заслужува повеќе средства, нашата војска заслужува поголемо внимание. Со ова ќе кажеме дека од војниците очекуваме и повисоки стандарди, но и дека сме подготвени повеќе да вложуваме во нив. Војници, здраво! Здраво! Може да почнеме, господин министр. Пред се во име на началникот на